Добар ден, добро дојдовте у владата. Добро ве најдов. Почитувани гледачи, сами гледате во новогодишното интервју на политичкиот магазин во фокусот, мој гостин е господинот Кочо Ангјушев, подпредседател во владата на Република Македонија. Се надевам дека ќе имаме добра можност да проговориме, особено за она што вие најмногу секојдневно сте преокупирани, а тоа е пред се економијата. Ви благодарам за посетата. Добро дојдовте во владата. Се надевам ќе имаме добар дијалог. Повелете седнете. Благодарам. Господин Ангјушев, живееме во време, или јас би рекол живееме на крајот на годината, која што по многу работи беше специфична. Година која што најверојатно голем број од граѓаните на Република Македонија би сакале што побрзо да ја заборават, најмногу поради севкупните случувања кои што директно или индиректно влијаја на сето она што значи развој на државата и слично. Многу турбуленции, многу би рекол случувања кои што најмногу влијаја на развојот на оној ваш ресор, а тоа е економијата, која што за волја на вистината страдаше визави сите оние случувања на политички план. Па како вие, како најодговорен човек, како прв човек за сето она што значи економски развој на државата, ја оценувате оваа година што измине во делот на економијата? Би рекол дека 2018 година ја обележа решавање на крупни политички прашања, кои што не беа и не произлегоа како корен, не влеча значи проблеми од 2018 година, него напротив тоа се проблеми кои што нашата држава ја мачат подолг временски период и кои што се проблеми кои што државата практично ја стави во една позиција на стагнација кон целите таму каде што сите без разлика која власт досега било последните 27 години во државата, ја имала истата цел да Македонија стане членка на Европската унија и на НАТО. И тука бевме ние стопирани со неколку политички процеси, а пред се значи со решавањето на прашањето за со името на нашата земја, која што како проблем имаше Грција. Видете, веројатно сакајќи да има комоција, секоја политичка гарнитура избегнувала ова прашање да го реши отворено, иако слушнавме и знаеме дека сите тајно преговарале за таквото решавање. Оваа влада и премиерот најдоа сила да тоа прашање јавно го отворат и да најдат некакво решение за тоа прашање. И мислам дека подпишувањето на договорот со Бугарија, после тоа преспанскиот договор, па понатаму судските процеси кои што произлегоа од така наречените бомби или она што произлезе како сознание во јавноста за тоа што се случувало, беа доминантни информации и вести во јавноста и во општеството во нашата држава претходната 2018 година и тоа скоро ги засени сите останати прашања и теми кои што беа од интерес на граѓаните од секојдневното живење, би рекол, бидејќи овие се повеќе стратешки прашања и тие се и текако од интерес на граѓаните, меѓутоа не го допираат нивното секојдневно живење. И тука се создаде една перцепција дека практично сите други прашања не се работат многу или не се решаваат многу и таа перцепција не е точна. Единствено само што медиумски значи не беше толку јака и доминантна за да ги покрие сите останати на некој начин да го добие нужното внимание, би рекол така. Да, меѓутоа сето тоа сепак повеќе од сигурно не можело да не се одрази на реализацијата на вашите планови. Ќе дојдам до таму сега, значи, видете, државата Македонија беше во 2017 година во една ситуација на стагнација и на негативни развој на брутодомашниот производ или имаше пат на економијата, вака наједноставно да се изразиме. И имавме некакви минусни таму салда, значи минус 1,7% и така. Логично е, ако еден вострнал во еден правец, за да го ствртите да во другиот правец, прво треба да го застанете за да го ствртите во другиот правец. Тоа нас не се случи во првиот квартал, значи крајот на минатата година и првиот квартал од оваа година 2018, кога растот дојде нула, значи тргна работата во спротивен правец, меѓутоа после во вториот и во третиот квартал веќе бележиме растови над 3% и јас очекувам да тој раст и понатаму значи продолжи. Апсолутно значи е неточно дека во делот на економијата не се сработи многу, напротив се сработи многу, се донесе програма за финансиска поддршка, се донесоа 16 нови фабрики во државата, значи кои што сега во моментот се градат, се
се отпочнаа многу патишта од делот на инфраструктурата, значи многу инфраструктурни проекти. Тоа се автопатиштата од Штип, значи експресни патишта се тоа од Штип према Радови, Штип према Кочани, Градско према Прилеп, од Куманово па према Крива Паланка, продолжи да се гради Кичево, Охрид со сериозни заштеди од она што беше првобитно испуштено и планирано, би рекол, Биладиновци Штип се дозаврши. Гасоводот продолжи да се гради после сите тие преговори што ги имавме со еколошките здруженија заради водно, меѓутоа тој сепак продолжи да се гради и во насока према Тетово и Гостивар, но и према доле Прилеп, Битола и така натаму во тој крај. Отпочнуваме сега да правиме еден далековод помеѓу Бугарија, помеѓу Македонија и Албанија, тоа е значи 50 милиона евра инвестиција, или тоа е 400 киловолтен далековод до Албанија, до сега не сме имале таква врска. Тоа се све проекти кои што државата може да придонесе да ја заживее економијата. Другото е све во делот на приватните инвестиции. Тука, значи, како држава донесовме програма во која што ги вклучивме македонските компании, сведоци сте дека 250 компании оваа година беа поддржани. И освен во делот на градежништвото, каде што имаше мала стагнација во првиот квартал, чија експанзија претпоставуваме да очекувате до во 19-та, затоа и викаме дека 19-та очекуваме да биде година на економијата, но другите области кои што се битни, значи во нашата држава, исто има експанзија во 2018 година и сега ќе ви кажеме бројките. Значи, видите, секоја држава си има своја економија и своја структура. Ако сте вие Грци или Хрватска, доминантно е туризам, веројатно. Ако сте, не знам, земјите од Блискиот Исток, доминантно е изворите на газ и нафта и така натаму. Во Македонија ние немаме такви можности и кај нас бруто домашниот производ и економијата ја прават производството, индустријата, во која што се вклучени и рударството и енергетиката, второ е земјоделието, потоа е градежништвото и трето е, значи, трговијата, односно размената и домашна и меѓународна. Сега, освен во градежништвото, кај што веќе објаснив како ќе се вратат бројките, во сите други три сектори во 2018 имаше реален раст. Значи, индустријата порасна со некои различно од месец во месец, меѓутоа просечно на ниво на година ќе биде некаде околу 7%. Платите, значи, просечната плата во Република Македонија порасна 7,6%, земјоделието порасна со бројки од 6-7%. После тоа, увозот во Република Македонија се зголеми за 14,2%, али извозот се зголеми за 16,4%, што значи дека имаме нето разлика од 4,2% повеќе извезуваме сега него што увезуваме. Значи, се направи позитивен биланс, значи, во растот во тој дел. Така да сакам да кажам дека работите одат во добар правец, меѓутоа вие морате да ги доведете да тргнат во добар правец, значи да ги запрете во еден друг тренд, да ги доведете до некаква нула и после да ги задвижите во добар правец. Како што гледате, владата повеќе не троши пари на проекти кои што се нефункционални за граѓаните. Значи, она што можеби е недостаток оваа година 2018, што јас би го кажал е што можеби и премалце се потроши за можеби некои работи кои што требаше да се направат или да се изградат. Кога реално очекувате резултатите, бенефитот од сето ова што досега го кажавте, да бидат, јас би рекол, комплетно вплетени, ако може така се каже, или симнати на најниското ниво, а тоа е народот. Значи, во сите сфери на севкупното живење во држава, во соглед на фактот што различни категории на граѓани на оваа држава се уште се жалат на низок стандард, на ниски плати. Претпоставувам сето тоа зависи и од односот на приватниот сектор кон вработените и слично. Со други зборови, колку владата ќе настојува во 19 година покрај година на развојот, на побрз развој на економијата, да биде и побрз развој на стандардот на граѓаните со оглед на многу негативни параметри во делот на одливот на стручни кадри и така натаму, млади пред се во западноевропските земји. Видете, и во Европската унија. Јас разбирам дека на вистинското влијание кое што секој граѓанин ќе го почувствува и кога тој ќе почувствува во својот дом дека
Да. пораснал стандардот. Кога стандардот ќе порасне на ниво на дом. За да тој порасне на ниво на дом, треба пораснат платите, личните доходи. Веќе го кажав податокот дека личните доходи во Република Македонија се пораснати, некаде околу 7% на ниво на држава просечно. И тоа дел е заслуга, значи, на законот за минимална плата, но тоа е мал дел и тоа е повеќе заслуга на она што се вика побарувачка и понуда на пазарот. Знаете како може да пораснат платите? Платите можат да пораснат само доколку порасна, значи, активноста економска во државата. Економската активност во државата ќе порасне ако се градат нови фабрики, ако тие луѓе имаат право на избор, да изберат каде ќе работат. На тој начин, значи, ќе има конкуренција на пазарот на трудот, како што сега денеска и се ствара конкуренција веќе во одредени сегменти и делови, као, нели, значи, веќе заварувач тешко можете да најдете, па тие преминуваат од една во друга фабрика за поголеми плати, оператор на CNC машина и така натаму, така да тоа е начинот како може да расте стандардот. Добрите инженери веќе стануваат добро платени, бидејќи тие се барани на пазарот, а тие ќе бидат барани ако се отвараат фабрики. Истото е и во сите други сегменти. Значи, тоа е начинот како една економија расте. Видете, ние мораме да бидеме свесни дека не постои чаробно и магично стапче со кое што преку ноќ Македонија станува земја која што има стандардот на Западна Европа. Но објективно гледано, па и трошоците на живот во Македонија не се како во Западна Европа. Ако ние достигнеме еден стандард да речеме просечната плата во Република Македонија биде 500 евра, да еден инженер, да речеме, во Македонија зима меѓу 1000 и 1500 евра плата стабилна и редовна, па тоа е еквивалент на некоја плата од 3-4000 евра во западноевропските земји, бидејќи тој со таа плата, тој стандард може и тој живот може да си го обезбеди и дозволи во Македонија. Нашата телевизија, јас ја викам наша, пошто јас сум велешанец, нели, во Велес станбен квадрат е помеѓу 500 и 600 евра во Новоградба, додека ако сака таков млад инженер да купи таков и стан, да речеме, не знам, во Австрија, например, или во Германија, ќе треба да плати меѓу 3 и 5000 евра за таков квадрат, или, не знам, храната, или веројатно сите останати услуги кои што се во животот. Само градинка, мислам, би требало таков инженер да плати во Германија некаде околу 1000 евра, додека кај нас тоа е малце поинаку. Сакам да кажам, мораме да бидеме објективни и очекувањата што ги имаме да бидат реални. Колку се сега реални тие услови во Македонија за реализација на сите оние очекувања, со оглед на фактот што најголемиот дел од вашите работни успеси во приватниот дел, пред да станете вице-премиер во владата на Република Македонија, всушност клучот успехот беше начинот на прилагодување на западниот дел на функционирање од економијата до сето оно што значи управување со холдинзи, компании и слично. Колку во Македонија има реални услови и луѓето кои што размислуваат слично како вас да започнат на еден начин со, би рекол, препорот на сето оно што е што тоа да вашата телевизија во главно се гледа во Велес, јас и таков пример ќе употребам. Ние сме со граѓани, јас потекнувам од Велес до ден денес, кога ќе ме прашаат, јас викам дека сум од Велес заради тоа што и покрај тоа што веќе 30 и повеќе од 30 години живеам во Скопје. Но тоа така се случило, јас сум како да кажам, нераскинливо врзан со Велес и преку фабриката која што се наоѓа во Велес и семејството ми потекнува таму и пријатели, роднини и така. Видите, можеби Брако, точно за случајот за кој што зборувате, е најдобар пример. Брако не стана преку ноќ тоа што е денеска. Брако беше во 2003 година фабрика во стечај, која што, како да ви кажам, имаше 56 вработени кои што немаа земено 20 плати. Накратко речено, стигнавте од чекан до автоматика. Така. Да, денеска Брако стигна до таму да произведува возила и многу друга автоматика, да има роботи внатре во фабриката, CNC машини, да работат над 50-60 инженери во Брако, различни струки, во главно машински инженери. Значи да работат над 600 вработени веќе во фабриката и така натаму, но тоа не се случи преку ноќ, као што не може да се случи ни во македонската економија преку ноќ. Управо можеби преку тој пример сакам и да ви кажам дека тоа е начинот, не постои друг начин у светот. Значи не постои начин во кој што вие со чаробно стапче преку ноќ ќе направите економија. Вие треба да ја движите во правилна насока, во правилен правец. И точно тоа мислам дека сега го правиме, дека ја движиме во правилен правец,
а тоа можете да го направите само со тоа што да парите кои што ги имате во буџетот ги трошите само за инфраструктурни проекти, проекти кои што го подобруваат животот на граѓаните. Значи да имате добри патишта, да имате добра железица, да има газ пристап до секој град, да има добра електрична инфраструктура. Тоа е работата на државата. Државата во социјализмот градеше фабрики. Денеска државата не треба да гради фабрики, не е тоа нејзина работа. Фабриките се приватни инвестиции. Ние како држава треба да овозможуваме можности да се градат фабрики. Луѓето да градат фабрики. И тоа значи да управо тоа и го правиме. Значи, покануваме странски инвеститори да дојдат да изградат фабрики. Во моментот ви кажувам дека 16 такви се градат во државава. Да, сите тие кои што сакаат да растат и да имаат, значи, раст на вработени, раст на приходи, на нови производи да почнат да прават, да им овозможиме како држава да им дадеме помош, заради тоа што тие мора да бидат пред се извозно ориентирани, бидејќи вие која е таа фабрика што ќе правите во Македонија да продава само во Македонија. За 2 милиона жители не треба фабрика, значи освен ако не е нешто фабрика за леп па во еден град да продава. Било кој производ да го продавате, македонскиот пазар е малечок. Што тоа значи во бројка во вид во делот на инвестиции? Таа мора да биде извозно ориентирана. За да биде извозно ориентирана, таа ќе ви одговорам и прецизно. Таа мора да биде конкурентна. За да биде конкурентна, таа мора да има нова технологија, мора да има, значи, нови машини коштаат пари. Тука, значи, ние како држава им помагаме на сите кои што ќе инвестираат, да им помогнеме во тој дел. Предходно, значи, се даваше пари само за странските инвеститори и тие правеа нелојална конкуренција на домашната економија. И ние бевме доведени во опасност да дојдат странски инвестиции, тие само да функционираат, а домашната економија да ја затвараме понека. Управо тоа се обидовме да направиме една равномерност, да и едните и другите направиме програмата да им биде атрактивна. И тоа точно и го направиме. Успеавте во бројките. Само момент, успеавте ли да го разбиете оној опортун однос кај дел од македонските бизнисмени визави вложувањето од страна, значи визави странските инвеститори. Тоа гледавме како масовна појава во изминатиот период, што се одржи негативно на привлекување на странскиот капитал. Видете, немаше опортун однос од македонското стопанство и македонските Или од стопанствени поединци. визави странските инвестиции. Он има еден оправдан, би рекол, една оправдана грижа која што се следуваше. Не, просто ќе ви објаснам. Например, ако вие сте странски инвеститор и сте дошле во Република Македонија и сте добиле за секое вработување по, да речеме, 5000 евра и при тоа не плаќате персонален данок за вработените, не плаќате други даноци, вие многу лесно ќе им ги земете вработените на веќе постојните капацитети во Така и тоа се случи. Бидејќи никој немаше против они да земат вработени од бирото за вработување, така? Но тоа не се случуваше така, они не земаат невработени, они бараа луѓе кои што веќе работат во индустриите. А видете, вие во секој човек, а вие не можете да се борите со тоа, затоа што прво вие не сте добиле субвенција за тоа работно место. Второ, вие ги плаќате сите придонеси и сега он ќе му даде 2000 денара повеќе плата, ама него и со 2000 денара повеќе плата у бруто износот на платата и со субвенцијата добиена, него тој вработен го кошта упало, него што го кошта, значи тој кој што нема Со субвенција. други зборови, свесто створање на нелојална конкуренција на пазарот. конкуренција. Значи, македонското стопанство или стопанственици покажаа, значи, грижа дека едноставно не ќе може да се борат во сето тоа и затоа сега ние ги изедначивме условите и рековме се сите се исти. И сега више нема проблем, појном сите инвестирајте, сите конкурирајте и тоа така сега и се случува. Затоа викаме донесени се 16 директни странски инвестиции и тука се потрошени, да речеме, можда едно 15 милиона евра од буџетот. Веќе ме прашавте за бројки, да не го избегнувам прашањето, него да ви одговорам директно. Оваа година државата потроши некаде околу 50 милиона евра за поддршка на индустријата, од кои 35 милиона евра беа потрошени према македонски компании, према поддршка во овие 250 компании, а додека само или 15 милиона евра од прилика беа потрошени за исплата на овие странски директни инвестиции и отпочнување на нови инвестициони проекти. Би сакал од прва рака да добиам одговор на едно прашање кое што особено актуелно овие неколку дена по добивањето на известувањето од страна на Европската унија и советните комисии во рамките на
на Европската унија во делот на ограничување на извозот, односно популарно речено на квота за извоз на челик и челични производи. Гледавме повеќе интервјуа од представници на Макстел и останатите поголеми производувачи во Македонија. Состојбата велат не е загрижувачка, меѓутоа доколку тоа трае подлог временски период, може да се одрзи врз брутто домашниот производ, односно врз работата на 5 компании чина во Македонија. Видете, гледате дека во глобалниот свет се случуваат одредени економски поместувања. Тоа е пред се, значи, некаква економска војна која што се случува помеѓу Соединетите Американски држави, земјите од Азија, пред се од Кина. Па тука Европската унија, значи, се обидува некако да го заштити својот пазар и своите производители. Они веќе 2 години прават некаква анализа на состојбата на пазарот и утврдија 24 области во кои што сакаат своите производи да ги заштитат. Македонија нема производи во сите 24 области, но има, значи, во 4 од нив, од кои 4 или 5, но една е доминантна, металната, другите се метални. Значи, тука се тангирани 5 поголеми компании во Република Македонија и се разбира подобро е да нема квоти, но тоа не е према Македонија, тоа е према сите држави во светот надвор од Европска унија. Тука Европска унија воспостави едно правило кое што вика дека, значи, они не направија радикални резови, него рекоа секоја држава ќе добие квота за тие типови на производи толку колку што бил просекот од претходните 3 години зголемен за 5%. Да, тоа е некаде помеѓу 40 и 60 милиони тони, така нешто беше. Така, да, по разни производи различно. Што значи дека они не викаат забрануваме, не викаат намалуваме, него они викаат тоа што било просек од претходните 3 години го зголемуваме 5%. Сега, значи, не станува збор дека е тоа добра мерка, но таа не е за Македонија, таа е за сите. Македонија не може да биде исклучок од целиот свет. Но таа е мерка која што нема да има такво влијание врз македонската економија како што еве некои медиуми го пренесоа апокалиптично, не знам, 200 милиона, 100 милиона евра, прво не знам, 100 милиона, па опозицијата рече 200 милиона, па ќе се испуштеле 5000 луѓе, мислам, видите. Сите тие компании заедно кои ќе ги соберете, они немаат 200 милиона евра промет. Значи, или тука негде околу 180 или 230 нека имаат, не е битно. Сите заедно немаат 5000 работе. А не им вика никој дека ќе престанат да работат, него вика ќе работите кој што сте работеле просечно од претходните 3 години плюс зголемено 5%. Така да, дали е добро, не е добро да има квоти, но не се така да речеме катастрофални бројките, како што, знаете, кај нас во Македонија стана навика од се да се прави дневна политика. Значи, од се да се прави дека е црното најцрно, белото најбело. Животот, за жал, не е таков. Животот е онаков како што реалните бројки го покажуваат. Има, нели, аргументи за тоа. Меѓутоа, имате она несреќна околност да се најдете на функција и на место во владата на Република Македонија во период во кој што се случуваат исклучително турбулентни појави во делот на политичката сцена и останатото. И нормално е да предпоставувам и го очекувате тоа. Видете, значи, јас во моментот кога ја прифатив функцијата, за мене беше чест. Значи, сепак да се биде вице-премиер во држава, во некој временски период представува пред се чест. Никако не беше за мене некако финансиски предизвик, бидејќи ја тоа и го покажам. Работен, да. Да, но од друга страна, мислам дека да, во еден исклучително тежок период јас ја обавувам оваа функција, поготово за економијата, бидејќи економијата не може да не биде тангирана од, да речем, актуелните политички збиднувања кои што беа поприлично динамични во нашата држава во претходниот период. Но, видите, вие сте се нафатили, односно јас, таа функција да извршувате, јас ја извршувам најдобро што знам и умеам, се што она имам како некакво искуство и знаење од мојот претходен живот професионален, се обидувам да го вградам тука во владата, иако објективно зборувајќи не е тоа секогаш лесно, бидејќи многу полесно можете да постигнете резултат во приватна компанија каде што вие ги кажувате правилата, вие ги бирате луѓето, вие ги имате ингеренциите на све, од тоа што е во администрација, каде што... Не, начин ми дадовте најава за следниот дел од емисијата. Се враќаме, завршивме со она што значи на државно ниво, економија, предвидување од 2019, веќе одговоривте, очекувате не бум, меѓутоа исклучително добар развој.
Бидејќи илузорно се очекува во сите оваа компилација да настани и бум во економијата. Тоа е нормално. Јас за мене би било одличен резултат кога ние би постигнале бројки од 4,5% bruto домашен рас, иако ние го планиравме конзервативно на 3,2%, меѓутоа секоја бројка што е над 4,5, тоа е одлично. Тоа кажуваат и предвидувањата на меѓународните организации задложени за тоа. Сега, јас би сакал да се вратим малку на локален план, с оглед на фактот што сте наш сограѓанин, а оваа емисија ќе гледаат најмногу велешани покрај останатите и сите тие и во останатите општини по потекло од Велес. Што како вице-премиер, меѓутоа и како бизнисмен, активен, посредно или непосредно, во зависност од ситуацијата во која сте се, правите во делот на локалниот економски развој на општината од која што потекнувате. Освен Брако и останатите компании каде што имате своји удели, што понатаму? Што во делот на развој на хидроенергетските системи во општина Чашка и останатите ваши активности, сето тоа поврзано во соработка со бизнис секторот на ниво на општина? Видете, значи, во Велес има многу нерешени проблеми и јас се обидувам од оваа моја позиција, знаејќи ги проблемите во Велес. Нормално морам се грижам за целата држава, но сепак сум потекло од Велес и може би најдобро ги познавам таму проблемите, па затоа и посветив внимание да делот не бидат решени. Мислам дека во оваа година и пол се изборивме натре во рамките на владата да се решат три поголеми проблеми. Значи, првиот проблем е се обезбеди грант од над €1 милион. Тоа е значи грант кој што го дава Европска унија, се менаџира преку Светска банка, за да се направи инфраструктурата на Велешкото езеро. Така. Значи да се сведи малце Велешкото езеро од сите аспекти, значи да се направат одредени инфраструктурни проекти околу него, каде што ќе го направи една поубава дестинација за велешани, и тоа ќе се случува во 2019 година, средствата се обезбедени. Тоа е смарт езеро новост. Договорот е подпишан и тоа значи ќе се направи. Понатаму поголем проект, кој што мислам дека е круцијален, е проектот за поврзување на хидросистемот Лисиче со Велешкото езеро. И тука во рамките на KfW средствата, кои што не беа искористени во државата, ги пренаменивме точно за тој систем. Некаде над 25 милиона евра ќе бидат значи употребени од страна на KfW банката за довршување и доградување на тој систем, заедно со се изградба на мали хидроелектрани, заедно со се комплетен систем за наводнување на полето, пошто околу 5000 хектари, така. Така, околу 5000 хектари, значи пошто велешани го гледаат ова во главно, па ќе ги кажаме локациите точно, нели, над Превалец нагоре во делот десно све до Лисиче, значи целото тоа поле ќе се обезбедат услови да биде наводнето. И мислам дека е многу важно заради тоа што практично има голем импакт тоа и врз земјоделието во тој регион. Тоа значи поврзување на хидросистем на езерото Лисиче со акумулацијата Младост. Со акумулацијата Младост. И реновирање на севкупниот цевовод. Се со реновирање на севкупниот цевовод, и значи ќе се направи еден хидросистем кој што ќе обезбежи долгорочно да има ресурси на вода во Велес и Велешко, би рекол, и за пиење, и за наводнување, и тој проблем ќе биде еднаш за секогаш решен. Понатаму имаме проблем што руралните средини, како што се Дурфулија, горе селата кои што се над Лисиче езерото, да не ги набројуваме сите, кои што практично имаат голем број на жители, таму не е решена фекалната канализација, атмосферската канализација, и тоа е лошо заради тоа што сета таа преку река Тополка влегува во езеро Лисиче, а езеро Лисиче денеска тоа е горно и долно Јовочиште. Горно и долно Јовочиште. Не сакам да ги споменувам сите нели нагоре. Практично тие предизвикуваат заградување на езерото Лисиче. Таму предвидовме оваа година, 18-та година, средства да се испроектираат мрежите, а веќе во следната година ќе предвидиме средства да се изградат тие, значи средства на општина Чашка и помогнавме да добие возило со кое што ќе го собира светот и така натаму. Тоа се све програми кои што се во владата, кои што нека општина може и не мора да ги добие. Мислам дека се изборивме да Велесете ги добие тие некои, да речеме, поволности. Мислам дека сега во соработка со градоначалникот ќе се обидеме да направиме проекти околу стадионот, ќе бараме инвеститори. Тоа ме интересира сега да прашаја да ми одговорите, кој што во последно време
особено е нагласена меѓу Велешани и веќе створа револт и може да премине во радикални протести. Велес ја доби битката со топилницата. Меѓутоа доби, условно речено, нов загадувач, а тоа е фабриката за вар превалец. Замислете, во денешно време, при постојање и функционирање на сите државни органи, фабриката или фирмата која што стопанисува, не би ја споменувал, не е, тоа е јавна тајна за Велешани, Технопавер, Дуел Скопје, и покрај забраната за работа. Значи, до добивање на еколошки интегрирано дозвола, период трае некаде околу 2 години, работи понатаму, го загадува градот, го загадува Превалец, новиот дел на градот, и покрај бројните реакции и укажувања, и покрај решението на Државниот инспекторат за животна средина за запирање на работа и понатаму работа. Може ли во една држава се случува некој да биде држава во држава? И како ви можете, како вице-премиер, да му помогнете на собствениот град и на жителите, кои што очигледно веќе немаат инструмент за решавање на тој проблем? Видите, ја не сум запознаен главно со тој проблем, еве од вас слушам дека тој има такви размери. Значи, не ја познавам фирмата, не знам која е фирмата која што стопанисува, вие како ја кажавте, Техно? Технопавер Дуел Скопје. Добро. Значи, тоа е... Тој е собственик на превалечната валница, да. На Киро Чучук, што беше така, да. Значи, видите, не знам што се случува таму, меѓутоа е инициирано ова што вие сега ми го кажувате, јас ќе го видам, ќе го разгледам тој случај, ако веќе има забрана за работа, се разбира, никој не може да биде над институциите на државата и треба таа забрана да се почитува и треба да се почитува нели дека треба да се направи таа интегрирана еколошка дозвола, да се стекнат услови да се она направи. Значи тие не се да прави на хартија, него они мора да направат некакви филтри да стават, да едноставно опремата технолошки ја направат да не загадува према околината, тоа е суштината на тие лиценци. Ќе го разгледам случајот, не можам да ви кажам, меѓутоа верувајте дека сигурно ќе се заангажирам да видам да тој проблем се реши. Прво да видиме какви се тие, значи, забрани кои што они ги добиле, што е тоа што тие треба да направат. Вие гледате дека имаат времена забрана за работа до добивање на интегрирана дозвола. Мора да почитува. Тоа е исто со Југопром. Да. Значи истиот случај со Југопром, вие гледате дека јас Југопром не дозволив да почне да работи, ама најдов начин како да помогнам да ги направи, значи, тие филтри. Овој случај не го знам, но мислам дека истото тоа што таму се случи може да биде адаптирано и за овие услови, значи за Велешко. Добро, темите се многу, кога е во прашање Велес, во фативме дел она што, ете, ја би рекол, во ова предновогодишно расположение држи вода, ако може така се каже, да не одиме во ситници, би се вратил на најубава споредна работа на светот, тоа е спортот, во кој што вие последниве неколку години особено инвестирате во родниот град и во фудбалскиот клуб од Борец 1919. Борец полека, но сигурно доаѓа до она цел. Се сеќавам добро кога дојдовте и при првите разговори ветивте и рековте дека ќе одите чекор по чекор, степ по степ. Тоа го правите, меѓутоа некако со многу убрзан чекор. Во втора сезона веќе Борец на чело на табелата и најверојатно и не од прволигаш. Меѓутоа, тој статус носи нови обврски, нови инвестиции, нови средувања на градскиот стадион и многу грижа околу пред се екипата која што настапува. Кои би се плановите со оглед на фактот што многу малку сме говориле за спортот, особено Велешани и љубителите на фудбалот, сакаат да чујат нешто од првиот човек на фудбалскиот клуб. Видите, мене фудбалот ми представува задоволство. Велес незаслужено нема спорт. Значи, Велес е еден од најстарите градови во Македонија, еден од поголемите градови во Македонија, а некако дозволивме во градот да нема никаков спорт. Тоа, поготово организацијата на еден фудбалски клуб е многу сериозна работа, а и финансиски е скапа работа. Јас решив дека се додека работам во Велес како велешанец, ќе гледам да дел од тоа што го правам во Велес и го вратам како бенефит на градот. Сакам само да напоменам, иако тоа веројатно малце се знае, може би се знае, јас не сум го многу афирмирал. Прво учествувам во градењето на црквата, а после во целиот живопрескопис на црквата, која што се направи една лична донација.
и сакам да оставам нешто за градот, а сега сакам да направам нешто за спортот. Велес беше во трета лига кога јас го превземав. Имаше, како да кажам, некои превирање натре во клубот, па имаше два клуба, еден Геничи и еден Горец, ако се сеќавате. И јас реков, видете, Велес не е град кој што може да има 2, 3, 5 клуба во втора, прва лига и така натаму. Дајте да ги консолидираме, да направиме еден сериозен клуб. Ја преземав таа одговорност, го преземав целокупното финансирање, не јас само лично, него и компаниите во кои што имаме партнери, кои ги знаете. Јас сум им благодарен за тоа разбирање. И така да, значи, во сета таа смисла, значи, од трета лига, само за 3 сезони, Борец дојде во позиција да биде кандидат за прва лига. Да, и ќе биде. Значи, и ќе, најверојатно, ја се надевам, сега нели имаме уште едно полугодие, уште една полусезона, но ја се надевам дека ќе биде. Мислам дека оваа година stručниот штаб е одличен, Горас Михајлов го ангажиравме како еден експерт кој што работел и во Македонија и надвор од Македонија, има работено, тој беше прв помошник на Ѓорко Хаџиевски. Докажал случај во секој случај. Докажан случај и човекот покаже дека знае да направи екипа. Сакам да има што повеќе велешки фудбалери во клубот, имаме неколку, меѓутоа имаме и фудбалери кои што се од цела Македонија, за да направиме еден кохерентен клуб. Знаете, неизмерна е радоста, бар моја, кога ќе го видам стадионот полн. Тоа значи дека луѓето сакаат спорт, како на дека последно сакаат да забележи се сотикваш. сотикваш. Па имаше мислам над 2000 луѓе. Сега јас не можам да ги избројам. Имаше, немаше одамна толку народ на градско. Пошто уште нема влезница, така да не можеме да изброиме колку луѓе влегле, нели? Меѓутоа имаше беше полно. И знаете, за мене представува пак и лично задоволство тие 2 часа дека сте таму, не мислите на друго, мислите на фудбалот. Ми представува и лична љубов на некој начин, но сакам да го направам тоа пред се за градот. Нормално, тука веќе искористам приликата да сите кои што сакаат да помогнат, бидејќи кога ќе дојде Борец во прва лига, ќе требат и повише се финансиски средства, ќе да помогнат во тој проект, да речеме на некој начин, но мислам дека Велес заслужува да има прволигаш и тоа јас со срце и со сета моја сила и знаење го правам. Ќе треба да се среди стадионот, така е, да. Значи за прва лига ќе мораме да задоволиме и други условија, тоа е да стадионот се спреми. Веќе гледате дека тука заедно со општината и трибините, едната трибина веќе ја направивме комплетно со столчиња, малце се би рекол закарпе стадионот, вака по наше повелешки не е тој направен, него е закарпе. А меѓутоа јас барам средства и во рамките на државата и во рамките на фудбалската федерација, па можеби некакви донации, грантови, да комплетно прво го средиме стадионот градежно, да го затвориме со зидови, онака тоа се срушени зидови делот таму, да направиме рефлектори како што треба и понатаму, значи да ја направиме и од другата страна трибината, таа која што е према паркот, таму исто да ставиме столчиња. И мислам дека ако тоа успееме да го направиме, ќе направиме еден убав стадион кој што ќе биде вака реперен за градот, бидејќи мојата амбиција не застанува Борец да стане прволигаш. Амбицијата продолжува да Борец испадне во Европа. Тоа е да испадне во во Европа, треба да биде меѓу првите 3 или 4 екипи во прва лига. Јас мислам дека Велес не е ништо поразат од другите градови да има таква амбиција. Се надевам дека тоа и ќе се оствари. Еве соседно за крај, што би им порачале на велешани, еве пред новогодишните празници ја правиме оваа емисија? Па јас на мој велешани би рекол така, значи, пошто јас се уште до ден денеска се чувствувам како дел од тој град и сум дел од тој град, тоа е нераскидливо. Значи би порачал пред се да си ги поминат убаво среќни новогодишни божични празници, да имаат хармонија во домот, да ги поминат празниците со најблиските, да имаат многу здравје, да им се исполнат сите желби, а сите заедно да се посакаме една просперитетна 2019 година и повеќе средства во сите семејства. Господин Ѓушев, ви благодарам што одвоивте време од она што навистина го немате, тоа е пак времето, за Велешката телевизија канал 21 и за овој пријатен предновогодишен разговор. Мене ми беше особена чест и задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше најновото новогодишно издание на политичкиот магазин во фокусот. Ви благодарам на вниманието.